Кожата е препознатлива за градот каде што ќе го реализираме ова издание на луѓе и места. Овде се наоѓале во минатото неколку фабрики за преработка на кожа. Постојат и денес. Мојот соговорник нема никакво искуство со кожарската приказна на неговиот град, но токму кожата е медиумот кој тој го избрал да ги искаже своите креации преку техниката на изработка на резби во кожа, која ја изучил во Америка. Кожата во минатото била меѓу првите нешта на кои човекот пишувал или цртал. Во стариот Рим постоеле кожени банкноти, како и резбани сандали кои го покажувале статусот по однос на резбите на нив. Немањето каде и од кого да го научи овој занает, Вањо Костик патот го одвел во Феникс, Аризона, каде што ја изучил техниката на резба во кожа. Вањо е единствениот во Македонија со оваа негова пасија и еден од ретките во регионот, продолжувајќи ја традицијата на неговиот прадедо, кој единствен во неговото потесно семејство имал искуство со кожата, бидејќи бил ќурчија, но и да го одржи поривот да направи нешто со рацете, порив кој го имал уште како дете. Ќурчија, како да ви кажем, работел со крзно, со кожи, нели, на времето тоа не е бил уметност, него тоа е било занает, нели така, и ето сум го наследил и сега јас го работам. Уште како дете работев со дрва, со природни материјали, цртање, многу цртав, сакав да цртам. Мада американците, конкретно жената што ме обучаваше на кожа, она го гледаше како на некој начин да се дојде до пари, како занает, а не како уметност. Кога јас спомнав, нели ова уметност, да, кажа, точно рече, уметност е и браво за изборот, како да кажем. А токму во Куманово се родила идејата да започне со изучувањето на овој занает. Но немањето од кого да го научи резбањето на кожа го одвела во Феникс, Аризона, каде што постои голема традиција на овој занает. Работев со еден пријател на кожа, ташни, каиши и така слични работи и преку интернет го дознав ова, го видов, го открив и мислев дека може да го работам. Така да полека по полека почнав да истражувам, додека више од интернет не се тргнува со часови. Сакав да научам многу повеќе, ама проблемот беше што не ти покажува на интернет баш конкретно како се работи. Нема шанси да човек да научи, единствено можеше да се иде таму и таму да се учи. Има разни врсти на техники, има европска, конкретно Шпанија, која што на сасвим друг начин работат. Слично е кој е лаик, да кажем, ќе мисли дека исто, ама не е. Сосема друга техника е. Ова е америчка или калифорнијска техника, како да ја кажам, каде што, како да кажам, некако доаѓаат, изработките доаѓаат во тредимензионална, доаѓа изработката. Првите доселеници во Америка, они били изненадени што се индијанците можеле да направат со крзно и со кожа. Нормално, нели, тогаш немало продавница да се купува нешто за облека и што ја знам, мора сами да прават и фактички од нив учеле. И од индијанците и од старите мексиканци. И нормално, со тек на време они усовршувале тоа. Така тргнала оваа работа, нели. Сега Европа, конкретно Шпанија, мислам дека многу постаро, од 10-11 век датира. Некои има стари најдени предмети, стари кутии, дрвени сандаци, обложени со кожа. Али кожата не е била резвана, него била на некој начин како гребана. Така да тука е она разликата во техниката, што е. Додека кај американците права баш резба. Со пристигнувањето во САД, но и со претходните негови истражувања, Вањо се изненадил колку навистина е распространета оваа техника таму и колку многу приврзаници има. Од деца до најстари, нема старосна граница за ова. Они имаат како некои приватни часови си даваат, работилници, можеш, зависи од тоа колку пари имаш. Саат, 2-3 да си плаќаш или да си идеш континуирано да си научиш, нели. Моторџиите, таму, нели, Харли Девисон за нив е светиња, они исто на своите седишта прават резба на кожа, така да, а пошто многу е скапо, они се решаваат сами да научат и така полека ќе успера пари, од друга страна почнува и да печели, работи и за себе, ама и за други. Така да се повише и повише е застапено нормално кај нив. На мене делуваше како магнет
Значи, не може да се објасни тоа, пошто прво ми требаше неколку месеци, можеби 7-8 месеци за да стигнам до Америка. Од истражување, по аплицирање за виза, па дали ќе ме пуштат да одам или не и така. Така да мачно беше стигнувањето до Америка. И кога стигна, кога ја земав кожава, што е резбана веќе, нели, завршена, во раце се одушевив. Буквално како магнет беше. И реков дека ова може да го работам. Жената која ме учеше резбана кожа, прво она не ни знае кај Македонија. Она прво видела на интернет, пошто се допишувавме неколку, не знам, 2-2,5 месеци, каде е тоа Македонија, што е, како е, и не се веруваше дека во Македонија нема ваква работа. Првите часови кога почнавме да работиме, и она, ама стварно ли, не ме лажиш, нели стварно немаш ова работа? Немам, викам, господја Марси. Марси се викаше, нема ова, кај нас нема. Браво, вика, секоја час. Значи, се виде одма дека може ова да го работам како треба. Во Куманово рече си и да нема семејство кое нема барем еден член да бил на печелба во Авганистан. Вањо е еден од нив, како дел од првиот бран кумановци во Авганистан, но и во Ирак. Со резбата во кожа се релаксирам после стресниот период таму, вели тој. Луѓе го гледат брзи пари, не се брзи пари, нити се лесни, многу е страшно. Џабе толкова сума пари не ви плаќаат американците, значи и како е ризично по живот. Секој ден, секој минут и кога спиеш си во ризик. Пошто бев два пати, прв пат бев 2003, 2005, втор пат пак морав да заминам 2007 година, бев околу 14 месеци. И нормално парите брзо си одат, се трошат. Требаше да идам уште еднаш. Се решив нема више да одам по Авганистан и по Ирак, него нешто да научам во животот, да знам да работам. Така и се решив за ова. Сега, преку интернет реков, не можеш да научиш ништо, мора да идеш таму. Братот на жена ми таму живее во Феникс, Аризона, и он сам ми предложи што не дојдеш ќе живееш кај нас, додека сакаш, додека да научиш и после се враќаш за Македонија, така е бидно. И ова ми е на некој начин како релаксација од Авганистан, каде што два пати бев, околу 2,5 години, нешто повише. Имав многу маки, многу стресови, на овој начин некако како да човекот да се залечува од тие стресови, нели, од тие проблеми што ги има таму доживеано и се враќам оној стариот, да кажем, во нормално. Со резбата го оплеменувате парчето обична кожа, му давате душа. Тоа е основата на резбањето во кожа, покрај усовршувањето на техниката на резбање, додава Вањо. Од парче обично кожа му даваш душа. Поточно кажам, не знам, така јас го осеќам. Буквално од рамно парче кожа, како лист хартија, да му дадеш душа, да почне како да живее. Процесот на обука ми траеше околу 30 на дена. За нив, за американците е нормална далечина 100 км, да кажете. Најнормално. Мене не ми беше нормално. Секој сабајле станам во 5 сабајле и 100 км возам во еден правец. Таму ќе бидам на обука 3, 4, 5 сата. Зависи од кој проект ќе го работиме и пак назад 100 км. Така да од таа страна беше малце тешко, али не ми беше тоа, дали беше во почетокот, после како некоја навика, некоја рутина и немаше проблем. И ми требаше конкретно човек од Феникс, од Аризона, затоа што таму можев да спијам, да живеам, кај роднините, и тешко беше да се најде. Првите двајца што ги најдов, ми кажа баснословни цени, значи $100 од саат да те учи, тоа не можев да си го дозволам. И ајде полека истражувајќи, дојдов до оваа жена. Сите можеби знаат дека една слика се прецртува на пауз и после ќе ја ставиш на кожа и ќе ја пресликаш. Тоа да, тоа го знаат повеќе луѓе, ама како се резба, како се притисок на кожата со ножето со кое се сече, нели, и другите алатки како се користат, за која линија се користи, тоа мора таму да учи човек. Значи не може од интернет. Ако некој не му покаже, нема шанси. Господја Марси е жената која го учела Вањо како да резба. Бил импресиониран од мотивите кои тие ги пресликувале на кожата преку нивните резби. Мотивите они работат повише на цвеќиња. Многу сакаат нивно, да кажем, аризонско цвеќе. Тоа ги нив привлекува. Конкретно на седла на коњи што јаваат, таму е вистински див запад тоа што видов. И малте не секој седло е резбано со ова кожа. И секој седло е резбано претежно со цвеќиња. Прво, жената добро ме учеше секоја чест, ама никој мајстор, може да ја кажам дека е мајстор на резба на кожа, никој не ти покажува се.
Значи мораш сам, ти дава правец, ти дава смер каде да се движиш, кој притисок на линии, како да правиш, не смее кожата да биде, кога ќе ја резбаш од дозгора, не смее доздолу да се види оштетување, значи тачно да имаш осет на рака, али се ќе ти даде упатства, али не ти кажува се до крај. Значи мораш сати да работиш за да сам видиш каде грешиш, што е подобро и така. Од кога се вратил, тој бил љубопитен да види како ќе реагираат луѓето кај нас на неговите резби, но и на примената на ваквите резби во мебел и други комбинации. Никој не беше сигурен како ова ќе иде. Дали воопшто ќе иде. Дали се сомнева дали јас ќе можев да го научам да го работам. Сега кога се вратив, барем во тоа ги уверив дека и како го работам добро. Со господјата Марси сме во контакт повремено и исто она процени дека и како сум напреднал. И како. Сега во однос на пазарот не може да мериме нели Македонија со Америка, многу потешко оди. И да, ма не е тоа. Се надам дека со тек на време ќе биде подобро. Каиш имам неколку направено. Сега малку на пазарот, многу ми сметава на кинеската роба, која и како е ефтина, квалитет никаков, ама веќе народот не гледа квалитет, не гледа поевтино да помине, така да со каиш и застанав. Направив каиш за Владко Стефановски за гитара, он беше воодушевен. Дојде тука во Куманово, имаше концерт, кога го виде каишот, мам чека ова само во Америка. Не, во Америка има и еви Куманово и ова тие поклон си заслужил и така. Кожата на која резба Вањо е увозна, стигнува во неговите раце, поминува низ процесот на резба и неретко повторно тргнува некаде низ светот, но овој пат со неговиот потпис. Увозници овие приватните фирми кои работат со чевли, нели, они увезуваат, оваа кожа е малтене иста со она опанчарите што ја работат, па и потполно иста може да кажам, и увозниците што увезуваат, така и јас доаѓам до оваа кожа на тој начин, како панчарите. Сега, каде се отиде? Моите производи до Русија, Германија, Хрватска, поблиско да кажам. Тоа ќе го работам до крајот на животот. Додека можам, нели? Сега, полека по полека тргнува работава. Тргнува со ефтини работи што мене не ми се допаѓа, ама нели мора да се живее, мора сметките да си ги плаќаш со привешчиња, со така, со заклучеви, со ситни работи. Футрови за ножи почнаа да порачуваат луѓе, нормално кои прво треба да видат, луѓето немаат поверење, да кажем, пошто ова е ново, пошто ова нема кај нас. И чека сега дали он стварно може ова да го направи, се додека не го видат готово. На неколку клиенти су ми рекол, јас ќе направам ова, ако не се свиѓа ником ништо, еве ти го, не ми треба пари. Многу е пипкаво, многу е тешко. Знам дека тоа не може да го продадам, се работи во миниатури, самите алатки не ми даваат толку ситни работи да ги работам, па некогаш морам и под лупа. И полесно ми да ги поклонам, не може да ги давам за толку мала вредност, за толку мали пари. Поубаво кој ќе ти поклонам нешто, па да ти израдувам. А за ефтини пари не може да дадам. Се надевам дека ќе ги сменам навиките на нашите луѓе, нели да малку со други очи да гледаат на ова работа. Од Куманово, од градот на кожата ја одјавуваме оваа луѓе и места. Се гледаме за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.